500 години турско робство, окупација, турска, всушност локална турска самоуправа, успеала народов да го направи таква амеба, која седи под чината и слуша, јаде говна само по дома, односно сегашно време јаде говна само по Фејсбук. И тогаш, како и сега, само неколкумина најхрабри, значи не сите, не во стание, не заедно на јуриш, туку само поединци мали групички станували и се бунели и се бореле и бидејќи биле малци и лесни за пакување, ги пакуеле по 100 години сургу на Надолија, а не во Бодрум. Или како сега 20 години сургун во Идризово. Подсетете се на 27 април со кој во диктаторски стил на сите ни кажаа дека кој ќе писни или не дај Боже скупне лажлива министерка, ќе оди 20 лета в затвор за ука на обичната раја. Така народот пола со право, пола од зорци седи дома, не се буни и си чука на тастатура. И најдобро се што знае да прави е да колне. Леле, мајко, како колнат македонците, страв да те фати. Јас да ви кажам, нон-стоп носам превртени гаќи, чорапите не ги перам по 2 недели, и кожинче од шунет во малиот джеп си носам од фармерките, тамо кажам, од зипо обично носат луѓе. И штом забележам дека некој сомнителен ме звери му велам, кој урочи, куру очи, ако си женско, цицките да ти паднат. Вака да си ги превртиш кој ќе наполниш 50 години, вака да си ги префрлаш преку рамо. А ако си машко патлако да не ти стане никогаш, дури ни со грчка виагра, дури ни со африканска слива, дури ни со златен метак, ништо да не може да ти окрене. И така подчинитиот народ, освен клетви, нема што друго демократско средство и нема друго демократско средство за одбрана, па власта го секса кај стигне и кога стигне. Последниот голем секс, да не речам оргија, незаконското и неуставно менување на пасоши на Квислиншкава влада и Квислиншкиот министер. Кога видоа дека народот нешто многу не се буни, а нив им требаат пари за подкуп на избори со некакви џомити економски мерки, фино лепо му го зачукаа до крај. Го наредија како говедо, со се децата, нели, да вади лични карти, пасоши, возачки по некакви си пунктови каде чека по цел ден за свој пари во држава чие име не сака да и го смисли. Ке речеш глуп народ, јака држава, ама ова со пасошиве, оваа поговорка прв пат има смисла. Поробен народ од странци и домашли квинслинзи, како овца оди на бричење да ја остави волната. Кај дај се наредиме и за месото пред кланица. Дали ќе биде Украина или некоја нова кланица, ќе видиме накнадно. И така застанале по 2000 луѓе секој ден на пунктовите на МВР, секој достои по 40 евра за пасош, за она што ниту го гласал, ниту му требало, ниту го барал. Американска демократија, европски вредности. Па добро, сте застанале на дождо на УХМР, на снего на Славчо, на ветеро на Бабавања, како и на Самойловите војници, и чекате да ве ослепат, затоа што северна е ослепување на едното око. Со овие квислинзи за некоја година ќе го снема и поимот Македонија, па тогаш ќе бидеме слепи и на двете очи. И еве го историјата се повторува ако не ги учиш лекциите од неа. И ако очекуваш од СДС и ДУИ да работат за државата и народот, тие си имаат веќе своји држави. Бугарија, Албанија, оваа очигледно според постапките што ги прават не им треба и затоа гледаат да ја ограбат, урнисаат, обезименат, да ја направат едно големо протекторатско ништо. И каде е шансата тука? Како и во лошите американски филмови, единственото решение е или се изборите. А сега, или ако сега ви го учукале чадорот на едно место и ви го отвориле, ви го смениле името и ве натерале со деца да чекате на -10 за да си платите за промена на лични документи кои сте ги ваделе пред неколку месеци, чукнете си ја тоа тиквата и прашајте се: момент, ме бараат од калето. Да. Да, во моментов снимам емисија. Да, ќе ви се јавам после. Ајде, Ангелче. Ајде, чао, Ангелче. Да, Ангела, после ќе се јавам. Да. Да, порно глумец сум исто така.
Да, па може, не е проблем да се видиме, може и да се договориме. Аха, добро, не е проблем, пријатно. Од калето нешто ме бара. Знаеш, сакаат некои мои услуги, нели, порно глумец. Кај застанавме? Да. Значи, чукнете си малку тиквата и прашајте се додека чекате на тоа ладното за пасоши. И прашајте се, не е битно дали сте македонец, албанец, србин, ром, дали сте СДС, ДУИ, левица, беса или не одите да гласате затоа што мислите дека тоа не е ваша грижа. Гледате дека ве дупат во здрав мозок и кога ќе отидете на гласачкото место, после ова што ни го направи, ако заокружите СДС или ДУИ, должен сум кон Бога и Аллах, бидејќи е истиот да ве проколнам толку многу што со генерации ќе патите. Прва клетва. Ако гласате за СДС и ДУИ, после се ова, брачниот партнер да ви фати швалер од Уганда и тој да се пресели ка вас дома и секој сабајле да ве буди со тоа питонот. И после да има, да им вика добро утро на комшиите. Ова се однесува и за мажи и за жени. Мислам, децата цел живот да ви играат PlayStation 4 и да ве мола да им купите понов модел, а вие да немате пари ни за PlayStation 2 на старо. Лифтот да ви се заглавува секој ден, по можност со вас внатри да чекате мајстори минимум толку време колку што чекате за пасоши. Кога ќе се делите со браќата и сестрите за имотот на родителите, секогаш да не се договорите за пола метро од меѓата. Секогаш карајте се за 10 сантими од меѓата. И да се истепате по можност со мотики и копачи на радост на комшиите. Од ноември до април да не ви пали колата секојаш кога ќе излезете најдотерани и највеќе кога се брзате. Со бонус да ви изгаси во Банско во најголемиот снег и ви улица. Кога ќе одите во Грција секојаш да ви дадат 10 пати полош апартманот и на сликите, а во Охрид никогаш да немате топла вода и паркинг. И пица не 550, 5500 денари да плаќате во Охрид. Секојаш кога ќе дојдете на граница да има смена, да е паднат системот, да дува или да биде 40 степени, авионскиот лет секојаш да ви биде одложен и да не можете да го фатите другиот и да окапете на аеродром и бонус да ви го украдат смрдливиот пасош со Северна. Домашното куче да ви фаќа пролив на секој 2 дена. Дрскајца таква да го вајчат да не можеш дома 3 дни да влезиш. И болви да го вајчат. Водоводжијата секогаш да ве заебе, а струјаджијата да ви доцни по 3 недели. Машината за перење да ви кине каиш на празника, на секое копање пред зграда да ви се кине оптичкиот кабел. На свадба, на најмилото да падне конобарот со свадбената торта, а кумот толку да се начука да почне да ја драпа невестата. И плюс да ви заврне пороен дожд, ако ја правите надвор свадбата. А кумо да ја драпа невестата. И надвор ако ја правите и внатре. Дупло да ја драпа. И горниот комшија да ви биде рокер, долниот селјак. Тој лево оперски пејач, а тој десно кучкар. И да слушаат музика и да прават журки нон-стоп. И да свири Бени и нон-стоп секој ден 24/7. Да немате раат и кога ќе сте раат, кога сте у кафана, секојаш да ве крадат конобарите, да ви скисне гравот, да ви плукнат у салатата, у марулата, најмалку се познава, нели тоа. Кој ќе ви прават сунет, мајсторот да носи диоптер 8, а БМВ-то да ви трокира по 5 дена откако ќе го донесете од Германија. И кога нема да ви биде арно, и ќе ви треба кислород, слободно да подишите од Зоки аерото, парите да ви ги преброи на Али машината, на утакмица на Малио да ви дојдат навивачите на груби, пари цел живот да имате само од мекици, здравие од ковид вакцини, транспорт од Дурмо, болници од Брако, правда од Кацарска, бифтеци од Маречич, лубриканти од Влада, свирчиња од Чарените, бело од Павле, марихуана од Зајчев Рид, тендери од секретар на Влада, евра од Вицето, име од грците, презиме од бугарите, храна од србите, убави желби од албанците, извоз на оружје и воена сила од Косово и конечно памет од Калето. Со искрени клетви до вас, поздрави, ваш Сашо Тасевски.